Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме Обично велат, почитувани гледачи, ако сакате да видите новата економска политика на Русија, одите во Сочи или посетете го Газпром. Ако сакате да видите како живее руската напатена душа, посетете Јасна Пољана или Бородино, таму историски ќе видите низ какви премрежа поминала Русија. Ако сакате да видите силата и моќта на Русија, дојдете на Црвениот плоштад. Дојдовме тука на Црвениот плоштад да го сними интервјуто со македонскиот амбасадор во Русија, господинот Илија Иселовски. Обично велат амбасадорот дека ако сакате да ја сватите силината на Русија и таа символика на таа руска моќ, на таа руска снага, дека треба да дојдете на Црвениот плоштад. Ние дојдовме тука на Црвениот плоштад да го снимиме интервјуто со вас. Значи сега се наоѓаме на самиот влез на Црвениот плоштад. Да, ова е, како се вели, центарот на Руска Федерација, значи центарот на Москва. Се наоѓаме на Црвениот плоштад, на влезот на Црвениот плоштад. Едно раскрстие меѓу она што значи Нова Русија и она што историски значела Русија и во минатото и она што значи денеска. Од левата страна е Кремљ, значи официјалниот дел на администрацијата на председателот на Руска Федерација. Од десната страна, значи, е представен историскиот дел, историскиот музеј кој говори за моќта на Русија во минатото. Ако може малку се нашалиме, почитувани гледачи, ова е некој Скопје 2014 на руски начин. Гледате колку барок има во целата ова структура околу нас, меѓутоа ова е срцето на Москва, значи ова е срцето на Русија или срцето на таа Путинова моќ, која во последните 10-12 години се презентира надвор од границите на Русија. Значи лево од нас се наоѓа еден супер модерен трговски центар, претпоставам дека гледате дека се наоѓа тој во барок. Значи лево од нас се наоѓа главниот хотел Национал, кај што се сместуваат сите гости на рускиот председател. Значи некаде 200 метри полево од нас се наоѓа феноменалниот Болшои театар, позади нас некаде 200 метри се наоѓа Кремљ, а тука под нас, значи на местото кај што се наоѓаме, е најмодерен трговски центар, кај што се оди со лифт некаде 3 или 4 спрата подоле. Тука на Црвениот плоштад русите ги славеле победите и поразите, во минатото имале многу повеќе херојски победи, во последните 20 на години имале многу порази, распаѓањето на Советскиот сојуз, влагање во една економска мизерија. Меѓутоа денес ова Русија на Путин Русија многу се разликува од таа Русија на Борис Јелцин. Мислам дека сето она што не обкружува и овде кај што го гледаме е најголемиот показател за тоа Русија во кој правец се движи. Мислам дека новата историја на Русија која ја гради во последниве неколку години администрацијата на председателот Путин говори за силен економски просперитет кој е проследен со силни капитални инвестиции и исто така со еден продор во делот на меѓународната политика. Ова е центарот на Кремљ, ова е центарот на Црвениот плоштад и ние се наоѓаме во срцето на таа голема руска сила или големата сила на Советската и на Руската империја. Значи некаде десно од мене, почитувани гледачи, се наоѓа мавзолеот на Ленин или култната личност на поновата руска историја или човекот кој има создадена таа Советска Русија. 20 или 30 метра десно од мавзолеот на Ленин се наоѓа балконот каде што големите советски комунистички лидери ги прославувале сите тие големи воени паради и воени победи во текот на Првата и на Втората светска војна. Ова е еден од најубавите делови на Кремљ и се наоѓаме во центарот кај што се одржуваат сите поважни манифестации.
се наоѓаме во малото студио за вести на Russia Today тука во Москва. Тоа би требало да представува некоја руска имитација или некој руски одговор на големата телевизиска интернационална компанија CNN од американските држави, и ние тука треба да снимиме интервју со еден од 4 главни уредници на Russia Today, господинот Питер Левел. Што е мокта на Владимир Путин? Некаде пред 15 или 20 години постојано се говореше за планот на Андропов, а тоа е некогашните КГБ структури да го изнесат советскиот капитал надвор од Русија, да го однесат, не знам, Кипар или Швајцарија, да го исперат и така испран да го вратат подосна во Русија, да инвестират во разни политичари, во разни политички партии, на тој начин да владеат со Русија. Ми се чини дека можеби Путин е дел од тој план и дел од тој проект на Андропов. Некаде 2000 година се враќа на политичката сцена од Германија и влада денес 10 години без малку автократски со Русија. Power of Vladimir Putin. More than anything else, he represents stability for most people. I think most people outside of Russia fail to remember that the 1990s in this country was so chaotic that there is not a chance people want to even contemplate going back to a time where there's no food on the shelves, there's no jobs, there's threatening forces from the outside. All of these things don't exist today in Russia. Today, Russia has an enormous amount of stability, though it's going through a lot of change, and I think very healthy change. Колку и да негират, овде се уште постои сонот за големиот Сталин, за големиот Ленин и за големата Советска империја. Треба да поминат генерации и генерации за обичниот русин да го напушти тој сон, дека живе и припаѓа на едно од двете клучни суперсили во светот. 1991 година се растури и Советскиот сојуз и КГБ. Ми се чини дека после тој првичен период на една еуфорија дека се растури комунизмот, дека русите ќе можат слободно да живеат, денес повторно русите на некој начин жалат по Советскиот сојуз, жалат по КГБ и на некој начин на политичката сцена бират и гласат структури кои му асоцират и на Советскиот сојуз и на КГБ. Тоа е без малку Владимир Путин. As far as the Soviet Union and sort of rebuilding the Soviet Union, it is quite laughable. Russia is a status quo power. It is not sending troops abroad. It is not invading countries. It's doing none of the things the Soviet Union did. And actually, the Soviet Union was quite a status quo power as well. But if you go down the streets of Moscow or any other city in Russia today, people yearning for the Soviet Union, they'll look at you like you're strange. I mean, there's no discourse, there's no political discussion about bringing back the Soviet Union. The Soviet Union cost the Russian people a fortune. They don't want to go back to that, and they never will go back to that. Секогаш интересно се види како американците го анализираат Владимир Путин и затоа нас посебно не интересира како Питер Левел, кој 7 години е еден од 4 главни уредници тука на Russia Today, кој функционира 7 години тука на територијата на Русија со центар во Москва, гледа на господинот Владимир Путин и на неговата политика. Руското граѓанство ми се чини дека сака лидери со цврста рака. После Брежнев русите нема цврсти лидери, тоа беше Горбачов. Претходно многу кратко, меѓутоа почина после една година и Черненко и Андропов. На некој начин Путин после оној слаб Јелцин во текот на 90-те години кој нема врати верата на русите во државата и на некој начин им персонифицира на таа една мината Советска империја. Well, you know, there's this fascination with Vladimir Putin. Look at their profile, the type of people that work for the KGB. The best, the brightest, okay? Secret services do lots of things around the world that all average people would probably not like. But nonetheless, this is a group of people that actually cared about the integrity and sovereignty of the country. I don't think any other group in Russia at the time cared about the country. That may seem contradictory to you and maybe your viewers, but that's true. Во еден временски период после смртта на Брежнев и после брзата смрт на Черненко, руската или советска држава сметала дека КГБ треба да ја преземи власта во своји раце и во еден временски период, некаде една година на чело на советската држава се наоѓал Јурij Андропов или долгогодишниот шеф на КГБ. Во времето на Андропов е направен тој Андропов план кој предвидувал одредени структури на КГБ да го изнесат капиталот надвор од Русија, да го стават на кипарски или на швајцарски сметки, да го исперат и подосна после пропаста на комунизмот и после еден временски период од 5 или 6 години на одредена лоша транзиција во Русија, да го вратат тој капитал, да го инвестират во политика, да го инвестират во бизнис и подосна преку нова форма да владаат со Русија. Тоа де факто денес се случува во Русија и сите овие текуни, сите овие политичари од рангот на Путин де факто потекнат од КГБ структурите. Како според вас еден човек кој до 2000 година анонимен, никој во Русија не го знае, бил некој агент на КГБ, работел во Источна Германија, без малку човек кој на некој начин само екзистира на некој пониско политичко ниво во Ленинград, одеднаш станува преку ног најмокната политичка фигура на Русија последните 20 години. I'm really glad you asked this question, because how did Vladimir Putin come from almost obscurity to the president of the Russian Federation? I will tell you
how that happened. He was a historical necessity. The times created a person like Vladimir Putin. Vladimir Putin just happened to be there, but he was the right person, the right kind of person that Russia needed. Russia needed someone that would say, stop the chaos, stop the looting, stop watching the country be destroyed, stop having governors conducting their own foreign policy. I mean, I could go on for a long time about that, but he was a historical necessity. The times made it possible for someone like Vladimir Putin to come to power, and most Russians feel that way. Што значи перестројка, почитувани гледачи, што значи понашки транзиција? Стотици и стотици филмови се снимени изминатите 50 години на тема односите помеѓу Русија и Америка. Стотици и стотици милиарди, да не речеме билиони на долари се потрошени во таа студена војна, а ние денес снимаме тука во центарот на Москва, во Russia Today, со американец кој е главен уредник на Russia Today. Колку се денес мокни тие руски олигарси кои во времето на Елцин владеа со Русија? Не знам, Березовски и Гусински се во затвор, меѓутоа дел од тие структури како Абрамович, како Дерипаска, сепак своите капитали ги правеа во времето на Елцин. Огромни богатства тие изнесо надвор од Русија, ги инвестира во разни фудбалски клубови, во разни некретнини или недвижности на Азурната обала и така натаму и така натаму. Колку денес се тие мокни да владеат со руската економија и со руската политика? I don't know the exact number, but there are certainly a lot of billionaires. Гледате ова зграда на КГБ, например, почитувани гледачи, таа воопшто не делува импозантно, делува како една нормална зграда, па дури една мала зграда во центарот на Москва. Меѓутоа сите кои ги познаваат приликите и работењето на КГБ велат дека ако ова зграда има 6 спрата над површината на земјата, таа има најмалку 10 до 12 спрата под површината на земјата. Луѓето кои живееле во Москва во времето на комунизмот велат дека во таа зграда на КГБ се правеле најголемите мачења, дека ако некој можел да помини тамо на тротоарот пред зградата на КГБ, одоздолу од подрумите се слушале криците на луѓето кои биле мачени. 50 години живеевме во времето на студената војна. Русите се научени да живеат во тоа време на студената војна, кој им овозможуваше да се чувствуваат како втора суперсила во светот. Со сеќа денес во пората на секој руски граѓанин, во секој руски селјак, па дури оние најсиромашните, да се чувствуваат горди дека се дел на некогашната втора најголема суперсила во светот. Дали Путин им асоцира на тоа, бидејќи во текот на 90-те години Русија стана многу мала, многу млака, многу сиромашна, многу воено неспремна, што се вели. Путин на некој начин им асоцира. Дали русите де факто сметаат дека е можно да се врати тоа време, кога Русија ќе може да им парира на американците во делот на тие две големи суперсили? There's no political agenda here. Right? The Russians don't want to pay for it. They simply don't want to pay for it. Ние се наоѓаме 110 км западно од Москва во местото Бородино и ако сака човек да разбере руската душа, да го разбере рускиот народ, треба да дојде тука во местото Бородино, каде што во септември 1812 година се случува дотогаш најголемата Бородинска битка, каде што се судрат армиите на Русија и армиите на Франција. Некаде француската армија со околу 690.000 луѓе доаѓа и се стационира во близината на местото Бородино. Во тој момент руската армија на границата со Полска располага некаде со околу 280.000 луѓе и тука на овие 110 квадратни километри се случува до тој момент најголемата битка. На исто место, ако сакате да разберете руската душа, почитувани гледачи, треба да дојдете тука на местото Бородино и во исто место ќе може да сватите како русите губат, како русите добиваат, како русите победуваат и како русите ги доживаат сите можни понижувања. Ова е место една мешавина на рускиот пораз и на руската победа, на руската гордост и на руското понижување, на руското мачење и на руското славење. И ако сака некој да разбере Москва, ако сака некој да разбере Русија, ова е идеалното место за тоа. – 26 августа 1812 года на Бородинском поле в сражении встретились две армии. Русская армия под командованием Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова и французская армия под командованием Наполеона Бонапарта. До тој момент, септември 1812 година, едни наспроти други. Никош не биле спротиставени две посилни армии. Армијата предводена од Наполеон и армијата предводена од Кутузов. Наполеон привел на Бородинское поле великую армию в составе примерно 135 тысяч человек при 624 артиллерийских орудиях.
Русская армия на Бородинском поле насчитывала чуть более 40 тысяч человек и 587 артиллерийских орудий. Јас го разбирам Наполеон, почитувани гледачи. Ние сме некаде почеток на октомври, додека вие во Скопје на 30 степени правите зимнице, правите ајвар, ние тука смрзнуваме, бидејќи овде е толку ладно и толку бриче како на Солунска глава. Само еден месец, 1812 година, во тие битки помеѓу Кутузов и Наполеон се случува вистинска кланица на војската. Загинуваат некаде 380.000 француски војници и некаде околу 200.000 или 210.000 руски војници. Тоа се смета до тога за најголема битка во човештвото. Де факто судир на една француска супериорност и на руска издржливост. Потери русской армии составили примерно 45 тысяч убитыми и ранеными. Потери французов составили примерно 35 тысяч убитыми и ранеными. За ова Бородинска битка, за битката помеѓу Кутузов и Наполеон е напишена помина најубавата книга. Тоа е книгата Војна и мир која ја пишува Толстој, кој представува неколку дена додека ја пишува таа книга тука на местото Бородино. Ние завршуваме нашата епизода во Бородино и патуваме сега до Јасна Пољана, местото кај што е роден Толстој и кај што ги има напишано своите најголеми капитални дела. Ова е Јасна Пољана, веројатно најпознатото село во руската историја, веројатно едно од најпознатите села на светската географска карта. 1828 година тука е го роден големиот Лев Николаевич Толстој, тука умира 1910 година. Кога човек дојде во Јасна Пољана како да има средба, како да има љубовна средба со историјата, бидејќи тука ова место зрачи со историја, зрачи со таа руска гениалност и зрачи со местото кај што е роден Лев Николаевич Толстој. Русите имат направено вистински светилник од ова место, светилник на својата историја, светилник на својата литература, светилник на својата традиција, веројатно светилник на тој природен руски гений. Тука на ова место све е на некој начин зачувано во својата автентичност и вие можете, почитувани гледачи, да видите во какви услови безмалку работел и творел Лев Николаевич Толстој. Од секој сум сакал, почитувани гледачи, да видам на кој е тоа место кај што се пишувани Војна и мир и Ана Каренина. Ако е тешко да прочитате 1000 или 1500 страници од тие романи, тогаш е прашањето како е тешко да бидат напишани тие романи. И тоа кога човек ќе остане половина сат во овој амбиент, тогаш веројатно е многу полесно да напишете било какво дело, па дури такво капитално дело како што имаше напишано Толстој. Ова место ми символизира како влез во одредена фаза на историчност. Ние се наоѓаме во една сурова реалност, реалност ако постои во Русија, реалност ако постои во Европа, реалност ако постои во Република Македонија. Ова врата е влезот во имотот на Лев Николаевич Толстој и кога ќе зачекорам од таа страна вратата, јас имам чувство дека влегам во историјата на царска Русија, влегам во историјата на Лев Николаевич Толстој, влегам во историјата на пишувањето на најзначајните романи во светската историја. Русите велат дека Кутузов не извоевал толку голема победа колку што тоа убаво го опишал Лев Николаевич Толстој во својот роман Војна и мир. Русите велат дека Владимир Путин не е толку голем лидер колку што може да се чувствува мал во споредба со делото на Толстој. Пред 2 месеци на прославата на 200 годишнината од таа голема Бородинска битка, Владимир Путин сакаше да штрбне дел од славата на Лев Николаевич Толстој. Дојде се поклони пред делото на Лев Николаевич Толстој. И кога го изучуваме тој путинизам, тогаш е многу јасно, почитувани гледачи, дека Путин сакал да биде некој мост помеѓу историјата и сегашноста, да ги репрезентира во исто време и Петар Велики, да ги репрезентира во исто време и големите руски војсководци како Кутузов, да ги респектира во исто време Ленин и Сталин, а во исто време да биде Лев Николаевич Толстој. Во ова куќа на првиот спрат 1828 година е роден Лев Николаевич Толстој, најголемиот писател во руската и во светската историја. 1910 година во истата ова куќа умира големиот Толстој. Што би рекли Анте Поповски, Гане Тодоровски, брезата трепетлика е најдобро огледало на човечката душа.
Овде е алејата на брезите во Јасна пољана, овде е алејата на брезите на имотот на Лав Николаевич Толстој. Брезата по мене е најголемиот символ на руската душа. Брезата ја покажа целата таа чувствителност на руската душа. Брезата ја покажа висината и големината на рускиот гени. Брезата ја покажа издржливоста на рускиот човек. Тука во алејата на брезите на имотот на Лав Николаевич Толстој во Јасна пољана, ние велиме, веројатно не постои поголем писател во руската и во светската историја од овој човек. Тој ги има напишано најзначајните, најкапиталните дела во романиерството на светската историја. Многу елементи од таа политика на Путин во Русија, значи на многу висок степен на автократија, вовлечењето на потезите, ставањето рака врз политиката и врз бизнисот во рамки на самата руска држава на ликот на Македонија. Некаде пред 6 или 7 години група на македонски интелектуалци блиски на десницата, од кои едниот е Ѓорги Иванов, кој денес е председател на Република Македонија, вториот е Бранко Саркањец, кој е еден од главните советници на премиерот Никола Груевски, како што тогаш пишува македонските медиуми, добија задача како да го проучат моделот на Путин и да го прилагодат на македонски прилики, односно да го натерат Никола Груевски да води својата политика многу слично на политиката на Путин. Дали тоа е реализирано, останува сами да процените, почитувани гледачи. Меѓутоа мене, иако Македонија е многу мала, дури не е ни еден кварт од Москва, Македонија води многу слична политика на Путин и тоа е евидентно. Очигледно дека Путин сака да се поистоветува со личности од историјата. Тој би сакал да направи некоја мешавина, некој нескафе малку да земи, не знам, или некоја руска салата малку би земал од Петар Велики, малку би земал од Сталин, малку би земал од Ленин, малку би земал, не знам, од сите руски владетели. И прашањето е што Путин сака, дали сака да ја затвори Русија кон западните држави, дали сака да отвори кон источните или сака да биде на некој начин мостот помеѓу истокот и западот и како што самиот вели Москва да биде главен град на таа Евроазија. He does know how to do it exactly. He distrusts China and he is not a big friend of China. He respects China, but he is afraid of China. So, of course, he would love to see Russia as a huge Euro-Asian bridge, as he stated many times in his articles. But so far, no clear understanding how to do it. And psychologically, he's still keen to lean towards Europe rather towards... Тука нека да правиме мала пауза за реклами, се враќаме за неколку минути со вториот дел на нашата вечерашна емисија. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Благодарам за превозот. И со што се занимаваш? Што работиш? Оваа година одмарам, пак ќе видим. Интересно. Тато, ја прифаќам работата. Интересно. Само ако добијам службен автомобил. Блокмакс, ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид.
Вкусна магија. Бонитас. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. До пред распаѓањето на комунизмот, моќта на Советскиот сојуз се потпираше на 4 точки. Тоа беше КГБ, тоа беше Советската армија, тоа беше Ленин или Сталин, тоа беше Весникот Правда. Ние денес снимаме во канцеларите на наставничката на Весникот Правда или тоа е Правда.ру. Дали Правда беше убедлива најтиражниот и најмокниот медиум во просторот на некогашниот Советски сојуз и некогашниот комунистички лагер? В Советском Союзе печатная продукция вообще выходила огромными тиражами. Сейчас с наступлением в России капитализма трудно себе это представить, но огромными тиражами, миллионными тиражами печаталась художественная литература, и ее не хватало. Люди стояли в очереди в магазинах, чтобы купить художественную литературу, несмотря на милионные тиражи. Во едно минато време, некаде пред 20 години, Правда беше убедливо најчитаниот заедно со Жиен Жибао, весникот на Комунистичката партија на Кина, најчитани весници на целиот простор на медиумскиот свет, бидејќи секој комунист со потекло од Советскиот сојуз или од тој комунистички лагер на својата работна маса мораше да има примерок на Сабајлето или со првото утринско кафе примерок на Московска Правда. Порано Русија беше позната по Сталин, по Ленин, по КГБ, по Советската армија. Денес Русија на некој начин е позната по овие тајкуни олигарси кои се создадени во текот на 90-тите години. На кој начин тие големи лурски олигарси кои денес владеат безмалку со цела Европа, владеат со најзначајните лондонски улици, владеат со француското крајбрежје, безмалку пола Црна Гора има купено, на кој начин тие големи руски тајкуни го имаат направено својот капитал? В данном случае это команда первого президента Бориса Николаевича Ельцина. Из архитекторов приватизации я могу назвать, естественно, Егора Тимуровича Гайдара, первого премьера правительства Ельцина, и Анатолия Борисовича Чубайса, который, собственно говоря, и провел идею приватизации, осуществил саму приватизацию, раздачу госсобственности в руки, по сути дела, своих приближенных. Ова е зградата на КГБ која се наоѓа во центарот на Москва и таа била држава во држава рамки на Советскиот сојуз. Од силата на КГБ се плашеле и Ленин и Сталин. Некаде на почетокот на 90-те години со распаѓањето на Советскиот сојуз се сметаше дека на еден метафоричен начин распаѓањето на Советската империја треба да биде проследено и со распаѓањето на КГБ. Во еден временски краток период огромна структура на луѓе кои биле вработени во КГБ останале на улица. Тие имаат два избори: или да дозволат улицата да ги изеде, или да се организираат и да бидат на некој начин конкуренција на руската држава. Во еден временски период, почитувани гледачи, КГБ структурата која остана на улица беше многу посилна од руската држава. Тој конфликт помеѓу КГБ структурите и руската држава губеше руската држава. Тие КГБ структури беа на некој начин забележени, беа регрутирани и од страна на руската мафија и од страна на руските тајкуни. Некаде на почетокот на 2000 година КГБ структурата на голема врата се враќа на руската политичка сцена преку Владимир Путин. Дали руската држава успее да ги стави под контрола структурите на мафијата? Во еден временски период, некаде на почетокот на 90-те години, Русија влезе во еден многу лош процес, или многу неподготвен процес, нереализиран процес на растурање на КГБ и на растурање на воено-индустријскиот комплекс. Одреден број на структурите на КГБ останаа на улица, без малку нема што да прават, и тие беа регрутирани од тогашната руска мафија која беше во еден зачеток на формирање. Во еден временски период, таа симбиоза помеѓу руската мафија и КГБ структурите кои стана без работа, стана многу помокна и многу подоминантна од самата руска држава. Целокупното оружје или целокупната трговија со тоа нуклеарно оружје или со тоа оружје од поранешните советски републики одеше преку КГБ структурите кои беа блиски до мафијата. Денес се смета дека руската мафија, после кинеската мафија и после италијанската мафија, е трета посилна мафија во светот, кој контролира целиот тој бизнис на наркотици на потегот помеѓу Јужна Америка, Европа и останатиот дел на Југоисточна Азија, и тука се прават огромни профити. Се вели дека таа руска мафија има купено меѓу 8 и 12 подморници од старата руска држава и на тој начин ја прави целата таа недозволена трговија со наркотици. Честно говоря, подобные истории я слышу довольно часто, и не только в приложении к современной России. К примеру, очень распространено мнение среди людей, интересующихся историей, не профессиональных историков, конечно, а людей, интересующихся историей, о том, что еще Иосиф Сталин создал воров в законе для того, чтобы контролировать криминальный мир.
и создал даже им специальный кодекс воров в законе, то есть криминальных авторитетов, которые контролировали криминальный мир при Иосифе Сталине, благодаря чему ему и удалось победить преступность. Има една многу интересна приказна, почитувани гледачи. Во времето на тој див капитализам или во времето на Јелцин, брендот на Правда е продаден на еден грчки бизнисмен. Меѓутоа, како Јелцин оди во политичка пензија и на чело на руската држава доаѓа Путин, тука во Москва почна да се смета дека е многу негативно и дека е многу штетно и дека е многу понижувачки брендот на Правда да биде продаден на грчки бизнисмен. Нормално тогаш на сцена стапува руската држава, тој бренд никогаш не профункционира и целата таа операција се ставува од акта. Дали Русија, дали Путин денес настојуваат и тежнеа да обноват силата на некогашната Советска империја, Путин тоа категорично го кажува. Тука постои еден амбиент и ке самите руски граѓани тоа да биде направено, затоа ве прашувам, дали ве сметате дека дел од таа политика на Путин е да биде обновена таа некогашна Советска империја? Естественно, в обществе советские времена воспринимаются с ностальгией, и думаю, очень многие сказали бы, что они бы хотели восстановления Советского Союза на новом уровне. Что касается позиции Владимира Путина. Как известно, Владимир Путин в одном из своих телеобращений к россиянам назвал крушение Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой XX века. По его действиям можно судить, что он вряд ли хотел бы восстановления Советского Союза в прошлом его формате, но я думаю, на данный момент это уже просто невозможно. Но определенные попытки собирания земель, входящих в Советский Союз, в политике Владимира Путина присутствовали и присутствуют. Ова е градот Волгоград. Пред 50 години овој град се нарекуваше Сталинград и тука е место дека што се има случајно Сталинградската битка. Нема историчар во светот, почитувани гледачи, кој нема да ви каже дека веројатно тоа е најкрвавата и најбруталната битка во историјата на човештвото. Загинати се некаде помеѓу 1 и 2 милиони дали воени, дали цивилни жртви и оваа битка се смета дека е пресвртница од текот на Втората светска војна. Има два битни детали кои треба да се истакнат за таа Сталинградска битка, почитувани гледачи. 1/4 од вкупното и бројното членство на германската армија на Источниот фронт е заробен или уништен тука во текот на Сталинградската битка. И Сталинградската битка се смета како почеток на тој поход на Црвената армија кој завршува некаде 9 мај со освојувањето на Берлин. Фрапантен е биласот на жртви на таа Сталинградска битка, почитувани гледачи. Се проценува дека некаде околу 1,1 милион е бројот на раните или бројот на жртви од советска страна кои учествуваат во таа Сталинградска битка, или некаде околу 600.000 се раните, околу 500.000 се загинати. Додека бројот на загинати германски војници се проценува некаде на 850.000 до 1 милион, или вкупно околу 2 милиони луѓе или загинале или се тешко раните во текот на таа Сталинградска битка, која се одликува со една исклучително бруталност, посебно во делот на убиствата на цивилни жртви и посебно во делот на убиствата на заробени војници. Веднаш позади нас се наоѓа Црвениот плоштад и тука секој 9 мај се прават тие грандиозни војни паради кои презентираат руска и државна и воена мок, значи како прослава на денот на победата или на денот на слободата, бидејќи Русија де факто е земјата која на своите плеки извојува таа победа во Втората светска војна. Многу повеќе според мене од американците и од британците заедно. Мислам дека постои еден момент на една носталгичност, барем и кај еден број на луѓе кои биле дел од тоа време и придонеле за многу нешта. Ова Сталинградска битка беше битка да се биде или да не се биде за Сталин. Дека тоа е така, покажува еден фрапантен податок, почитувани гледачи. 13.000 советски војници се стрелани на лице место, сакајќи да го напуштат фронтот на Сталинградската битка. Сталин има дадена наредба дека треба да биде стрелан секој војник што ќе помисли да дезертира. Затоа 13.000 луѓе се убиени на лице место како поука, како доказ дека руската армија не смее да напушти таа црвена линија на Сталинградската битка. Сталин бил толку воскликнат од тероризмот на руските војници, почитувани гледачи, што по завршување на Втората светска војна на овој град му го дава името по своето име или го нарекува
нарекува Сталинград, и тоа требало да значи еден символ на целата таа епопеја и на целиот тој харизам на руските војници во текот на Втората светска војна. После битката на Сталинград, текот на Втората светска војна е тотално изменет. Од тука па натаму, или до 45 година, до капитулацијата, германските војници почнуваат да се повлекуваат од источниот фронт и да бидат капитулирани на 9 мај 45 година во срцето на Германија во Берлин. На крајот, на едно место во битка која беше да се биде или да не се биде, се судрија Сталин и Хитлер. Тука на ова место Сталин за прв пат во историјата на војната, во текот на Втората светска војна го поразува Хитлер. Тоа е првиот пораз на германците во текот на Втората светска војна. И таму некаде од есента 42 година, па дури до летото 43 година, почнува падот на Хитлерова Германија. Тука се загинати некаде повеќе од 1 милион луѓе, заедно со цивилни жртви, заедно со раните се некаде околу 2 милиони луѓе, и ова е најбруталната и најкрвавата битка во историјата на човештвото. Имаше пред 2 или 3 години одредена анкета која за нас кои не живееме тука во Москва и во Русија може би беше помалку изненадувачки. Веќе сите ние во еден негативен контекст го означуваме и го третираме времето на Сталин. Меѓутоа, руските граѓани масовно гласајќи на таа анкета го стават Сталин на второ место на најзначајни руси низ руската историја. Мислам дека сето тоа зборува за покрај големиот број можеби на негативности, меѓутоа зборува и за голем број на позитивности кои говорат за тоа дека можеби една голема ваква територија без една таква силна рака можеби не би функционирала така како што функционирала, значи под раководството на Сталин. И кога некој ќе ве праша, почитувани гледачи, каде е скршена кичмата на нацистичка Германија, каде е скршена кичмата на Хитлер, тоа е направено тука, во Сталинград, во најкрвавата и најбруталната војна и битка од човековата историја. Тука е пресвртницата на Втората светска војна. После Сталинград све е различно. После Сталинград веќе е известна победата на сојузниците против Хитлерова Германија. Сума сумарум, почитувани гледачи, Сталинградската битка трае некаде околу 200 дена. Загинати или ранети се повеќе од 2 милиона. По завршувањето на Втората светска војна, овој град го доби името Сталинград по името на големиот Јосиф Висарионовиќ Сталин. И по завршување на Втората светска војна, градот Сталинград е прогласен за град херој во текот на Втората светска војна. Што е тоа што русите ги враќа повторно кон Сталин? Дали тоа е мито, дали тоа е желбата да се живее во една мокна советска империја како што беше во времето на Сталин, земја која бе победник на Втората светска војна и земја која беше безмалку партнер на американците и втората суперсила која го владееше светот изминатите 5-60 години? Сигурно, знаете, човек кој се откажува од своето минато нема ни иднина. И мислам дека тој сегмент во новата руска политика е исклучително важен и значен. За да можете да градите една иднина, морате да го совместите она што значи и ваше историско минато. Се наоѓаме во администрацијата на градот Сочи, кај што треба да бидат организирани зимските олимписки игри за една година. Тоа се зимските олимписки игри Сочи 2014 година, како што самите може да видите, почитувани гледачи, не дочека како вистинска делегација или како прва не само македонска, туку балканска делегација која доаѓа тука во администрацијата на градот Сочи, или како што јас велам, не дочека како што ние ги дочекувавме на времето Тито и Лазо, во што и самите може да се уверите. Ова е проектот Сочи 2014, почитувани гледачи. Ова е тоа спортско, политичко и градителско чудо кое се прави во градот Сочи на Црното море. Целиот проект чини некаде 1 трилион рубли. Колкото чини во наши пари, јас не можам во моментот да ви кажам, почитувани гледачи, би ве замолил да земете дигитрон во раце и да пресметате. Некаде 40 рубли чини 1 евро, 32 рубли чини 1 долар и тога самите може да пресметате колку тоа чини во наши пари. Тие 1 трилион рубли, меѓутоа станува збор за огромни милиарди во долари, во евра, кои ќе бидат инвестирани тука во Сочи 2014. Дали проектот Сочи 2014 година треба да покажи силата на новата руска држава и силата на Владимир Путин на чело на таа руска држава? Президент Российской Федерации у нас был легитимно избран народом. Он, конечно же, повлиял на решение Олимпийского комитета по определению города-участника, но повлиял чем? Я думаю, что это единственный, насколько я знаю, президент во всем мире, который лично представлял Россию как государство для того, чтобы победить в этой гонке.
Проектот Сочи 2014 година тука во Русија го нарекува чедо на Владимир Путин, бидејќи целата реализација на овој проект е врзана за името на Владимир Путин. Тој ја дава идејата, тој го прави лобирањето и тој учествува победата на Сочи, односно добивањето на Сочи на таа номинација да биде организатор на Зимските олимписки игри 2014 година. Тука се истурени огромни количества на пари. Само од овој Сочи и Краснодарски регион се некаде околу 14 милиарди на рубли. Што станува за парите кои ги дава Руската Федерација? Што станува за парите кои даваат главните спонзори? Предпоставувате, главен спонзор е таа ударна топаница на Путин, компанијата Газпром. Сочи е омилено место за одмор на Владимир Путин, рускиот председател. Неговата улога велат во обезбедувањето на номинацијата, подосна и победата на Сочи за добивање на Зимските олимписки игри е огромна. Неговата улога велат дека е огромна и во обезбедувањето на финансиските средства. Како вие оцените улогата на Путин во добивање на олимписките игри и во обезбедувањето на тие 1 трилион рубли за потребите на овој проект? Город Сочи стал хозяином проведения Зимних Олимпийских игр 2014 года во время президентства Владимира Владимировича Путина. Он лично ездил, презентовал город Сочи. Сите кои знаат и кои познават руската политика велат, ако сакате да видите силата на Владимир Путин, ако сакате да видите силата на новата руска политика, дојдете во градот Сочи. Во овој момент градот Сочи е најголема градилиште во Европа. Значи нема хотел кој нема своја дестинација тука во градот Сочи. Значи тука се преорува земјата, што се вели. Градот има некаде околу 400.000 жители и се проценува дека во текот на Зимските олимписки игри тука само во ексклузивните хотели ќе може да бидат сместени помеѓу 50 и 100.000 посетители. Колку пари се досега потроши, ние сме еден ден во градот Сочи и ова навистина наликува на најголема градилиште во Европа, затоа моето прашање до вас, колку пари се досега потрошени во овој проект Сочи 2014 година? В рамках реализации проекта подготовки к Зимним Олимпийским играм планируется бюджет рассчитан на несколько уровней. В части муниципалитета мы можем говорить только о бюджете Краснодарского края и города Сочи как отдельного муниципального органа. Планируется потратить, Краснодарским краем в целом, планируется потратить порядка 114 милиардов рублей. Математиките на русите се многу јасни, почитувани гледачи. Некаде само во Турција годишно летуваат околу 3 милиони руси. Кога кажеме 3 милиони руси, велиме руси кои користат all-inclusive услуги, кои стават огромно количество на пари во Турска. И кога тие 3 милиони руси ќе ги помножите со русите кои летуваат на швајцарските или на француските Алпи, русите кои на одредени зимување и летување во Канзас и на другите места ексклузивни во Соединетите американски држави, русите кои на таа француска ривиера, тогаш таа бројка доаѓа некаде помеѓу 7 и 10 милиони на богати руси кои ги остават парите надвор од Русија. Путин смета дека ако го направи Сочи најмонденско место на Црното море, огромно количество тие пари ќе останува овде. Во рубли или во долари, тоа станува збор за повеќе милиарди на долари годишно. Тоа е мотивот да се направат овие Зимски олимписки игри тука во градот Сочи. Во овој момент градот Сочи го сметат за најголемо градилиште во Европа, за жал тука нема македонски фирми, меѓутоа во моментов, значи нема поголемо градилиште во Европа, бидејќи тука според неофицијални проценки треба да бидат вложени некаде околу 1 трилион рубли во периодот од почетокот до завршување на целиот овој проект Сочи 2014 година. Я сейчас не готов сказать, является ли город Сочи самой большой стройкой в Европе, но на сегодняшний день на территории всего большого города Сочи в рамках подготовки только к Олимпийским играм строится порядка 800 объектов новых. Тука во Русија пред камера тешко некој ќе каже точната цифра на пари кои ќе бидат потрошени за овој проект Сочи 2014 година. Затоа уште еднаш повторам таа цифра која се врти во сите политички и економски бизнис кругови тука во Русија. Тоа е 1 трилион рубли. Најголем дел од тие пари ќе ги даде руската држава, меѓутоа најголем дел од таа помош на руска држава ќе бидат парите на Русија нефт и на Газпром. Градот Сочи де факто ќе биде чедо на тие два големи нафтени гасоводни комплекси тука во Русија, кои ќе треба да покажат силата и супериорноста на руската економија визави останатите држави. Вие кажавте колку инвестиции предвидува градот Сочи и колку инвестиции предвидува тој Краснодарски регион. Меѓутоа, прашањето кои се најголемите спонзори и кои се најголемите инвеститори во градот Сочи? Основных спонсоров назову только Газпром. Дали после Олимписките игри градот Сочи претендира да стане главен ресорт на Црното море? Значи тука се некаде Турција, Грузија, Русија, Украина,
Бугарија и Романија, сите тие имаат излез на тоа Црно море, и дали во еден таков спектар градот Сочи, значи покрај Јалта, покрај Варна, покрај Бургас, покрај Костанца, покрај Батуми, претендира да стане главен ресорт на Црното море? На сегодняшний день мы считаем, что город Сочи на сегодняшний день уже стал один из самых комфортных городов, курортов, который на Черноморском побережье Кавказа, на Черноморском побережье в принципе. Но когда мы реализуем все мероприятия, которые предусмотрены программой строительства и подготовки города к Олимпийским играм, однозначно город Сочи станет самым комфортным, и сюда поедут. Мы планируем, что сюда приедет, поток туристов увеличится в 5 раз. Ние сега се наоѓаме на не повеќе од 500 метри воздушна линија од Црвениот плоштад или од Кремљ. Ова е Третјаковски проспект или Третјаковски премин, веројатно една од најмалите улици во светот, а една од најскапите улици или убедливо најскапата улица во светот, кај што 1 метар квадратен чини некаде околу 40.000 евра. Амбасадор, ова ја сметат за најмала од сите најпознати улици на светот. Да, дефинитивно се наоѓаме во најскапиот кварт на Москва. Ако залутате во оваа улица, почитувани гледачи, ви општо нема да знаете дека веројатно се движите или поминувате во најскапата улица во светот. Овде се дискретно. Само еден или два бодигарди ќе ве предупредат дека тука не треба да снимате. Меѓутоа, ова е убедливо најскапата улица во светот и тоа е парадигма на новата Москва или градот кој има најмногу милиардери по глава на жител. Каде точно ние сега се наоѓаме? Точно, значи ние се наоѓаме во Третјаковски проезд. Значи, ова е една мала, убава улица во која навистина ги има сите светски брендови, во која навистина се што ќе посакате, значи можете да најдете. Вела дека ова е убедлива најскапата улица во светот и тука нема што не може да се најде. Вистина е тоа, бидејќи значи најверојатно дека е времето пари, посебно за луѓето кои навистина ги имаат и знаат да ги ценат. Овдека значи единствена држава во светот во која за возило значи не се чека. Тука веројатно почитувани гледачи може да се примени она правило што кажат бугарите: се може да се купи за пари, ако не може да се купи за пари, може да се купи за многу пари. Тука на приземи ве може да видите најновите модели на Бентли, на први спрат, ако не дозволат ќе видите најновите модели на Ферари, и тие чинат барем за 50 до 100.000 евра тука поскапо од колку што може да ја купите во Њујорк или во Вашингтон. Цените значи на производите колку што можем да видам тука на улица се барем за 50% повисоки од цените на тие производи на било кое друго место, сето дали е тоа Лондон, Париз или во Њујорк. Мислам дека сето тоа придонесува квадратниот метар, кој е многу висок на стамбениот дел и особено на комерцијалниот дел во Руска Федерација и посебно во централното градско подрачје. Колку отприлика би можело да чини 1 квадрат на оваа улица? Па искрено да ви кажам, најверојатно дека е повеќе од 30-40.000 евра дефинитивно. По 1 метар квадратен, да, дефинитивно. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и се враќаме да одјавиме емисијата. Благодарам за превозот. И со што се занимаваш? Што работиш? Оваа година одмарам, па ќе видим. Интересно. Тато, ја прифаќам работата. Интересно. Само ако добијам службен автомобил. Блокмакс, ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид.
Вкусна магија. Бонитас. Биокрилактив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрилактив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Ова беше емисијата во Центар сум Васко Ефто, почитувани гледачи, ние се гледаме идната недела во истото време. Пријатно вечер Македонијо, каде и да си.